објекти секаде низ цела Република Македонија, значи да нема двојба од аспект на местоположба и локација. И тоа го правиме, значи се води сметка да се дисперзират инвестициите и ако до пред известно време, што знам, беше просто неверојатно да кажете дека ќе се инвестират во автопатишта Штип, Скопје, Кичево, Охрид, сега веќе тоа станува реалност. Веќе се работи на тие автопатишта. Јас патувам, гледам дека веќе се работи. Знаете, Република Македонија е просперитетна ако е просперитетен секој дел од Република Македонија. Така да ние немаме воопшто тука било каква предрасуда дека треба да се инвестира и во Битол, треба да се инвестира и во Струмица, и во Штип, и во Гевгелија. Јас разговарам со градоначалникот и правиме одредени комбинации. Значи нас не ни е ветено изградба на стадион, меѓутоа правиме усилби што преку ФИФА, што преку некои извори тука за финансирање од Република Македонија да помогнеме во градењето на стадионот во Битола. Еден дел е веќе договорен, значи осветлувањето и нов тревник околу 800-900.000 евра, кој што ќе биде финансирано од ФИФА, а кој што тука е вклучено и Министерството за локална самоуправа и како да кажем функционерите наши помагаат на Битола. Останува поголемиот дел околу изградба на трибините да ги разгледаме сите можности, значи без никакво ветување, значи ние сме потполно свесни колку тоа чини. Меѓутоа и наше задоволство би било да Битола има еден убав спортски објект со кој што ќе се гордее. Меѓутоа тоа не е само, како да кажам, доволно само по себе. Во тој објект треба некој да игра, значи треба да се размислува на помош и на спортските клубови, на, како да кажем, приликување на младите луѓе да се занимаваат со спортот, за да тие спортски објекти бидат во функција. Бидејќи ако ги изградите и тие стојат така, џабе сте инвестирале крупни пари, бидејќи стадионите наистина носат многу пари. Тие пари мора од одредено место да ги одземете за да ги инвестирате таму, и ако се ги инвестиране ради реда, тоа би било наистина трагедија. На крајот од разговорот се враќаме со почетните